Светски ден на креативност и иновација е токму денеска, па по тој повод одлучивме да имаме креативни гости кои што имаат смислено апликација, вебсайт страна, ќе ни објаснат малку повеќе за тоа. Се вика Challenger. Од работа ни се јавува Олга Рајч, која што ете веќе ја имаме, која што ќе ни објасни малку повеќе околу нивниот иновативен изум. Олга, добро утро, се надевам дека се слушаме добро и дека се е во ред со конекцијата. Добро утро, се слушам, надевам дека вие ме слушате. Да, се е во ред. Денеска Светски ден на креативност и иновација. Вашата иновативност и креација се вика Challenger. Што точно представува Challenger? Challenger е мобилна апликација која што сака да ги мотивира луѓето да се здобијат со добри навики. Првичната идеја на Challenger беше да биде мобилна апликација која што ги мотивира луѓето да пешат и да возат велосипед и за тоа да бидат наградени. Со секој планират километар се добиваат поени, а поените се разменуваат за попусти во нашата виртуелна Challenger продавница. И не застанав само, рековме да ги предизвикаме луѓето на уште еден поинаков начин, а тоа е им поставуваме предизвици за велосипед и за пешачини за одреден временски период. Треба да поминат одредени километри, а за тоа добиваат награди од нашите бизниси кои што го спонзорирале тој предизвик. Накратко, Challenger е тоа. Креираме локални супер еко-херои. Колку време постои самата апликација и ме интересира како се доаѓа до ваква идеја. Буквално ме интересира моментот кога ми текна идејата. Мислам дека на идејата веќе работиме година и пол. Се запознавме со тимот, ние сме четворица во тимот, јас, Теодора, Митко и Стефан, на стартап викенд Скопје. И таму почна целата наша приказна. Теодора имаш идеја, ние се приклучивме на тимот и сега моментално работиме и веќе оваа апликација наградена и на балканско ниво, препознаена како зелен бизнис, каде што освоивме прво место. И така и продолживме да ја градиме. Ние влеговме во тест фазата на тестирањето на Challenger, но поради короната едноставно бевме приморани да го запреме тоа тестирање. Планиравме да лансираме апликацијата на македонскиот пазар сега периодов, ама за жал тоа ќе се одолжи и ќе веројатно ќе дојде следниот период кој ќе заврши силата оваа ситуација. Да, идејата на самата апликација е што повеќе да се движиме, да возиме точок, со тоа нели добиваме поени. Сега малку тоа е забрането во време на коронавирус. Ме интересира каква е реакцијата на луѓето и кога се логираш во самата апликација, дали се потребни некакви парични средства или е тотално бесплатно? Апликацијата е тотално бесплатна за нашите корисници. Бизнисите се тие што ја користат нашата апликација како некоја нова маркетинг платформа. Во моментот, како што кажав, токму поради ситуацијата и мерките кои што ги налага нашата влада, ние одлучивме да им кажеме на тестерите дека ќе мора да ставиме на hold, односно на почек, и едноставно не ја тестираме моментално, но токму оваа цела ситуација го натера нашиот тим малку креативно повторно да размислува, па така да спремаме Challenger седи дома, која што ќе биде лансирана многу наскоро на пазарот. Да, ќе те прашам околу тој челендж, да не ми ги одговори сите прашања од еднаш. Се шегувам, ме интересира, спомена поени кои што ги добиваат вашите корисници. Зашто точно служат тие поени? Дали само за попуст од вашите бизнис партнери или нешто и добиваат целосно? Значи, со исполнување на предизвиците, значи во одреден временски период се поминуваат одредени километри и кој прв го исполни тој предизвик добива директна награда. Но затоа што не за секого ќе има награда и да не ги изоставиме другите луѓе, секој километар им носи поени, а со поените во продавницата може да одберат или некој бесплатен производ или пак попуст за одредена услуга или производ. Но гледаме тоа да биде попуст во продавницата за поените, а предизвикот да биде тој што ќе дава директни награди. Многу е важно дека има и еко поени, со еко поените луѓето се рангираат и се натоваруваат на нашата ранглиста. Така да креираме локални супер еко-херои. Значи покрај тоа што се движиш, што спортуваш, дишиш чист воздух, еве така ќе го наречеме, и добиваш поени, па и се надпреваруваш, спортскиот дух се буди во тебе. Како се бројат километрите? Дали со моментот кога твојот телефон ќе се логира на апликацијата и добиваш юзернейм, секој чекор ти го брои? Нашата апликација е паметна апликација, ние сакаме да кажеме, затоа што препознава дали корисникот е на велосипед или пак пешач. Така да само се клика старт или автоматски кога се направи тој юзернейм, се користи геолокацијата на корисникот,
за да може да се бројат тие километри и секој изминат километар носи поен. Дали апликацијата може да се симне само на Android или и за iOS корисниците на iPhone и дали е направена во целост апликацијата, бидејќи јас видов лично вебсайт страна, апликацијата се уште не ја забележав лично. Како што кажав, поради фактот дека апликацијата беше во тест фаза, не беше отворена за сите, ние ја тестиравме со 500 корисници само за Android, iOS е во изработка, и требаше да почнеме со тестирањето на iOS. Исто така да се надеваме дека ќе поминете од оваа ситуација, ќе имаме тотално спремен производ во нашиот пазар. Сега со коронава ја спомнавме неколку пати, сигурно има и промени во вашиот концепт, спомени некаков вид на предизвик сери дома. Што значи тоа? И па за нас беше предизвик како да ги натераме луѓето са што сме ги мотивирале да пешачат и да водат велосипеди, на најден да кажеме чекате луѓе застанете, седете дома. Саѓаме дека целокупното и колективното здравје е најважно во дадена ситуација и затоа нашиот тим си постави сами на себе си поставиме предизвик што да направиме, да ги предизвикаме луѓето, односно да ги мотивираме да останат дома. И така креираме еден спин-оф производ, односно спин-оф мобилна апликација која што ќе се вика Challenger седи дома. И повторно остануваме истиот концепт, ги мотивираме луѓето да прават нешто добро за нивната заедница, а воедно сакаме да им помогнеме на локалните бизнеси. Како функционира Challenger седи дома? За секој поминат час дома, корисникот добива поени. И повторно тие поени ќе ги користи за одреден попуст или за некој си бесплатен производ во нашата Challenger продавница. Така да моментално ги повикуваме локалните бизнеси да ни се приклучат, затоа што тие се најмногу погодени во дадената криза. Дали луѓето што седат дома треба само да седат дома или нешто треба да прават, дали можеби вашиот предизвик се состои од не знам, готвење, читање книги, гледање филмови или буквално само треба да се седи дома? Ние даваме препораки како може да го поминат минато време, но не можеме да ги контролираме или да гледаме што прават тоа поради заштита на приватните информации. Токму затоа одлучивме само да го мериме нивното поминато време во нивните домови и затоа да ги наградиме. Така да свесни сме дека постојат луѓе што мора да бидат на работа, затоа што сепак постојат фирми кои што се уште функционираат и затоа одлучивме да не ги казваме луѓето што излегле од нивните домови, затоа што некои се приморани, некои мора да се грижат за целиот систем, така да ги наградуваме луѓето за секој час помина дома. Подадена се додека трае конкретната криза. Да, одлична идеја и верувам дека ќе искористат луѓето, па и преку овој момент ќе испромовираме заради тоа што навистина треба да се седи дома. Спомена во нашиот разговор позади камерите дека треба и да најавите некоја новост на самата на Challenger, па еве момент. Па да, за помалку се надеваме дека за 8 дена ќе излезе Challenger седи дома на пазарот. Тоа значи дека Challenger седи дома ќе биде новата алатка, дигитална алатка. А се уште не извини, се уште не е овој предизвик да може да се користи. Се уште се реализира идејата. Ова не е предизвик, ова е целосно нов производ и нова апликација која се вика Challenger седи дома. Само што ние го искористивме нашиот постоечки бренд, затоа што ние сме сепак алатка и Challenger е сепак алатка да ги мотивира луѓето само за различни цели. И овој пат сакаме да ја поддржиме заедницата, затоа што ние сметаме Challenger како бренд дека е градителна заедница која што меѓусебно си помага бизнисите заедно со граѓаните. А сега било од кога повеќе ни е потребно меѓусебната поддршка, затоа што сметаме дека со мотивација, емпатија и поддршка можеме да постигнеме резултати. Challenger седи дома ќе дојде многу брзо на македонскиот пазар. И е поддржан од Фондот за инновации, тоа не смеам да го заборавам, бидејќи ние аплициравме за креатонот кој што беше пуснат повикот и бевме една од избраните идеи кои што ја освои наградата. Да, тоа сакам да те прашам бидејќи не само што е добра апликација, туку и помага и за општеството и за граѓаните кои што се жители на Република Македонија. Дали имате поддршка од државата, како држава? Па ние така и се потикнавме да смислиме еден нов производ Challenger седи дома, аплициравме на повикот Креатон, кој што беше наменет да се направат дигитални решенија кои што ќе помогнат во решавањето со коронавирусот, односно со ситуацијата. Тоа така аплициравме и бевме една од избраните дигитални решенија на нашиот пазар, а и благодарение на Фондот за инновации веќе забрзано ја создаваме апликацијата Challenger седи дома. Ми кажа каква е визијата на самата апликација, докаде сметаш лично ти дека ќе се развие ова и кога ќе стане популарна во Македонија? Па ние сметаме дека Challenger седи дома ќе биде една алатка која што ќе помогне во кризата маса да ги мотивира граѓаните
а воедно да ја стимулира локалната економија, така да сметаме дека ќе биде доста популарна, бидејќи е една поинаква апликација досега што не е видена на нашиот пазар. А од друга страна, кога зборам за Challenger, Challenger е гледаме како регионална апликација која што ќе создава подобри навики кај граѓаните во регионот и да не забораваме кога користиме одржливи методи на транспорт, како што се велосипедот и како што е пешачењето, го подобруваме и квалитетот на воздухот, а балконот е дефинитивно место каде што тоа е потребно. Да, како за крај на разговорот би сакал да те прашам, во време на корона според вас, ете во името на целиот тим твој ќе си кажеш, како полесно граѓаните да го поминат времето? Многу е добро што целиот свет се вклучи во оваа битка на некој начин со невидливиот непријател вирусот корона. И нашата апликација Сив дома ќе даде многу препораки, и тие препораки доаѓаат и од нашиот тим, што е најважно. Има многу книги, има едноставно толку многу и рецепти и активности, па дури онлайн вежби кои што луѓето може да ги практикуваат. Едноставно треба да го искористат времето за само промоѓање, а воедно да ги исполнат сите оние обврски за кои што секогаш не викаме нема време, па дури да се слушаме со пријателите кои што ни се во странство и да кажеме сега имаме време, конечно се слушаме и никаде не брзаме. Едноставно луѓето треба да искористат оваа шанса да поминат повеќе време со нивните најблиски и едноставно да уживаме во моментот дека никаде не брзаме. Така, Олга, ти благодарам на издвоените минути и се надевам дека што побрзо ќе се реши ситуацијава, па со слобода да возиме точак и да пешачиме и да ја користиме вашата апликација. Па да, ние веруваме дека Сиди дома ќе допринесе побрзо поминеме од кризава и побрзо да почнеме да користиме и Challenger да возиме велосипед и да пешачиме.